Четврток, 18 часот и 15 минути, почитувани гледачи, вие ја следите локалната програма на Вистинска телевизија. Продолжува циклусот емисии Скопје ми е дома. Овој четврток ни е последното издание токму за ова 2024 година, која што полека, но сигурно изминува. Имаме нова општина за која што ќе разговараме вечерва и секако нов прв човек на општината и нов градоначалник. Предлагам од режија да погледнеме едно кратко видео да видиме за која општина вечерва ќе разговараме. Да, токму така, тоа беше еден краток дрон во соработка со нашите пријатели од Македонија над Ланка или Macedоnia from above, токму за општина Центар, општината за која што ќе говориме токму денеска. За првиот човек на општина Центар, неговите дел од неговите сожители ќе кажат дека е градоначалник на модерното време, кој што ги обединува граѓаните, културните и естрадните уметници без разлика на нивната политичка и верска припадност. Човек креативец, барем така го доживуваат дел од неговите сожители. Се лути на загаденоста, вели дека му смета вандализмот кај младите луѓе, промовира здрав живот и европски вредности за Центар. Велам добре дојде за Горан Герасимовски, градоначалник на општината Центар. Господине Герасимовски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарам на поканата, поздрав до вашите ценети гледачи, благодарам на прекрасната најава. Така велат дел од вашите сожители, ќе видиме што велат во анкетата малку подоцна за вашата работа. Ви благодарам што токму за општина Центар ќе имаме можност да поразговараме вечерва. Се пофаливте дека први украсивте за новогодишните и божичните празници. Како сте задоволни од тоа како изгледа предновогодишно Центар? Па за центарот на градот, односно за нашата општина, можам слободно да кажам дека прекрасно е украсена оваа година. Имаме повеќе локации кои што успеавме да ги украсиме, да одвоиме поголем број на поголем финансиски буџет од минатите години. Општината не беше украсена само една година кога имавме нормално високи цени на електричната енергија, кога се гасеа сијалиците за да штедиме сите општини. Но сега, кога цените се стабилизирани, кога сме единствени прва општина која што има оформено предпријатие за производство и продажба на електрична енергија, кога општината има најмногу средства во историјата до сега, одвоивме финансиски средства да го разубавиме центарот, но и да ја направиме помагична оваа нова година, да децата се осеќаат потопло, поубаво на центарските улици, и да направиме една поубава центарска магија за овие наши празници. Така, за празниците овде ќе ги поврземе и бадниковите поборки, кои што традиционално секоја година се одржуваат. Се избраа чинам и нов кум за бадник, за Божиќ. Се пофаливте дека украсивте, меѓутоа и го нападнавте град Скопје дека камион помина и искина дел од сијаличките, односно нападнавте за неодговорно однесување во текот на празниците. Велите град Скопје каде што не украси, па и нели помина низ центар и ги искина сијаличките. Што се случи во? На два пати се случи една несакана ситуација каде на улицата Орце Николов еден од камионите на комунална хигиена искина дел од осветлувањето кое беше поставено, санирани се
Штетите верувам дека истите нема да се повторуваат. Како општина секогаш и како градоначалник сакаме да ги информираме граѓаните за да влијаеме врз истите и затоа истото го правиме и со вандализмот кој што се случува во општината и ја наметнуваме темата за да се вклучат и сите градоначалници. Поднесовме и иницијатива до ЗЕЛ за да седнеме на маса повеќе институции за да отпочнеме одредени законски измени во делот на малолетничката деликвенција. Вметнување на општествено одговорна работа на деликвентите заедно со родителите. Така. Целта ни е да бидеме први во тој дел, односно да ја подигнеме свеста и кај останатите градоначалници, но и кај родителите и кај децата, да сите заедно што повеќе се грижиме за јавното Добре, али ваквите представки до град Скопје, може би до ЗЕЛС, ваквите представки токму од вас? Еве конкретно за... До ЗЕЛС имаме поднесено иницијатива Добре. во делот на законски измени на повеќе закони да ја подигнеме свеста кај помладите, но и кај родителите во делот на нивното однесување. Не само Центар и сите општини се случуваат со ист проблем. А тоа е дивењето на дел, пак не ги напаѓам сите млади, имаме прекрасна младина, но имаме дел од младите кои што несовесно се однесуваат во вечерните часови, го нарушуваат јавниот ред и мир и уништуваат дел од урбаната опрема во општината. Тоа вклучува детските игралишта, спортски игралишта, дел од осветлувањето во општината и слично. И целта ни е да преку поголем дел на обуки, преку законски измени, преку обуки на самите родители, преку поголема кампања, да ја подигнеме свеста и кај младите и кај родителите. Така, нешто повеќе за вандализмот и за тоа како ќе се справите понатаму со ова, ќе начнеме нешто подоцна. Се случи джез под ламба вчера вечер за настан за кој што се пофаливте дека убаво поминавте со вино, со печени костани. Што се случуваше вчера вечер во центарот на Скопје? Одличен настан, втора година поред го организираме. Слушаме одлична музика на скверот во близина на италијанската амбасада. Вчера, иако врнеше дожд, имаше доста посетители кои што одлично се забавуваа со одлична джез музика, убаво греано вино, но и бесплатни коштани и вино кое што општината го делеше на сите посетители. Умее ли Скопје да биде во чекор со светските метрополи, во духот на празниците? Се обидуваме да ги следиме добрите работи кои што ги гледаме низ европските метрополи. Тоа се обидуваме да го пренесеме и на нашите центарски улици. И успеваме во тоа. Како општина изминатите години, односно од моето влегување во општината, неколкукратно е зголемен буџетот за култура, а тоа значи многу културни настани кои што ги имаме изминатите години. Тоа во делот на култура ќе го начнеме исто така нешто подоцна. Општина блиска до граѓаните, повеќе од 3 години мандат. Како се снајде Горан Герасимовски на функцијата прв човек на Центар? Искрено сум задоволен од тоа што го имаме реализирано досега. Имаме над 75-80% реализација на тоа што го имавме ветено, иако имаме реализирано и проекти кои што не беа ветени пред самите избори. Немаме реализирано еден или два проекти за кои што сме укочени од одредени причини или од градот или од други институции, но наоѓаме начин да оваа последна година ги отпочнеме и тие проекти кои што ни се ветени во предизборието. Колку и како општината е блиска до граѓаните, како ги вклучувате вашите сожители во работата, можеби во предлози за буџетот за 2025-та? Одлично прашање. Општината е на граѓаните и мојата работа е целосно посветена за потребите на граѓаните на општината. Преку буџетски форуми кои што ги имавме неколку организирани во текот на овие последни неколку месеци, ги слушаме предлозите, идеите, поплаките од страна на граѓаните и сето она што е предложено од нивна страна, се обидуваме што поголем дел од тие предлози да ги метнеме во програмите и во новиот буџет за 2025 година. Пред неколку месеци направивме прв буџетски форум на кој што преку работни групи, каде што се вклучени и тимот на нашите вработени, односно моите колеги од општината по сектори, поделени по сектори, така беа поделени и граѓаните, каде што сите дава одредени предлози за што поубав и помодерен и подобар центар. Од кога заврши буџетскиот форум,
Имавме и дополнително јавна анкета, каде што граѓаните кои што не можеа да присуствуваат на самиот буџетски форум имаат можност онлайн да достават одредени предлози кои што треба влезат во новите програми. Се охрабруваат ли граѓаните Од кога го завршивме и тоа, имавме тимбилдинг заедно со дополнителни обучувачи, поделени по сектори, по маси, сите колеги, за да ги разгледаме сите оние предлози кои што беа стигнати од страна на сите граѓани преку буџетските форуми онлайн анкетата и истите да ги вметнеме во новите програми. Поголем дел од нивните предлози се веќе ставени и имавме завршен буџетски форум пред неколку недели на кој што ги информиравме граѓаните што све од тоа што е предложено од нивна страна е стаено за реализација во 2025 година. Така, имате релативно мешан совет во општината, меѓутоа ќе се пофалите дека добро функционирате при носењето на одлуките. Како функционира еден таков совет во општина Центар? Да, искрено се обидувам од самиот влез во општината овие 3 години да ја тргнеме политиката понастрана. Поради тоа што локалната работа е целосна грижа за граѓаните и спроведување на што поголем број на проекти од нивни интерес. Да, имаме мешан совет. Ниедна политичка партија нема мнозинство во советот, но функционираме одлично. Што значи тоа? Тоа значи дека се носат добри, квалитетни програми и проекти во интерес на граѓаните. Ги почитуваме и предлозите и мислењата од советниците од различни политички партии, кои што се добри од интерес на граѓаните. Секогаш нели пред се е програмата на градоначалникот, но и сите добри предлози, без разлика на кој советник од која политичка еминенција е, ги ставаме во самите програми. Така, тоа беше оно кое што вие го кажавте за работата и за вашите граѓани, како ги вклучувате. Вистинска телевизија направи една анкета токму во општина Центар. Ги прашавме вашите сожители што мислат за вашата работа и за сработеното досега и ги добивме следните мислења. Искрено да ви кажам, не гледам некои големи промени, а времето си поминува. Сега дали има средства, дали се добро организирани, не го ни познавам човекот, меѓутоа треба нешто да е видливо. Тоа би кажала, немам ништо. Би го поддржале ли за втор мандат доколку се кандидира за градоначалник? Па видете, многу ми е битно кој ќе биде против кандидатот, тоа зависи. Према квалитетот на конкуренцијата. Како сте задоволни од работата на Герасимовски? Не знам кој е Герасимовски. Градоначалникот? Па не знам шо, јас. Не знам, не. Не вреди да не вреди да кажувам, jer не го знам се, шо да правам. Па задоволна сум, мада не живеам тука, него само работам. Добре. Се поместија ли некој работи воопшто? Во Центар. Во Центар. Не би знаела да ви кажам. Па не гледам ништо. Не гледам ништо направено. Центарот е многу прљав во однос општо и на другите години. Би го поддржале ли за уште еден мандат да доработи се што ви? Тоа не знам. Не знам, не можам да ви кажам. Горан Герасимовски, прв човек на Центар, колку сте задоволни од неговата работа? Немам појма ни кој да ти кажам право. Не ме интересира. Горан Герасимовски, градоначалник на Центар, колку сте задоволни од Многу. неговата работа? Много. Направи ли за Центар проекти? И за Центар и директно за нас има онај проект Хуманост. За пензионерите? Да, а исто јас сам една меѓу нив која обслужувам стари луѓе. Би Презадоволна. го поддржале ли за уште еден мандат? Да, 100%. Па, супер е Горан Герасимовски. Направи ли за Центар? Она што го вети во избор? Па да, направено е. Знам, дури и многу поеќе него ли што му беше во програмата, колку што знам јас. Би го поддржале ли доколку повтор пат? Апсолутно да. Не сум задоволна. Не сум. Градот, можете да видите како изгледа. Никаква организација на работа нема. Нити саобраќајот, нити улиците, нити хигиената, чистотата, безбедноста. Се е некако хаос. Така што би требало малце повеќе да се замислат градоначалниците зошто се бирани, која им е улогата и функцијата. Навистина,
кога ги гледаме градовите на запад, се прашуваме дали тие имат градоначалници или нешто друго. Како може ниедно светло да не е таму скршено, изгаснато, а кај нас и темни улици и ѓубриште по улицата, како да се наоѓаме во Бангладеш негде. Стварно градот како да не живее во последно време. Мртво, нема. Па и самата градоначалничка на Скопје, и таа е чудо природа, и таа исто така не е како што треба, како прав градоначалник. Мислам, не само тука, во цело Скопје не се задоволни граѓаните, колку што пратам јас. Така што, навистина, мал хаос. Можем да речем дека добар си е. Се гледаат ли промени во центар? Не се гледат. А добар? Промени, па добар онака, не при некој. Како човек, ама за промени не можем да речем. И така да за промени не можем да речем. Па не би рекла дека сум многу задоволна. Многу е нехигиена, поготово во централното градско подрачје. Паркинзите, тротоарите, страшна нехигиена. Во однос на украсувањето уште доста со новогодишните празници, така да, што да кажам, не сум многу задоволна. Не ли е украсен центар? Онака, колку да се речи дека е украсено. За една метропола како што е Скопје, главен град на Македонија, заслужува малце повеќе. Ви дали ли подршка ако се кандидира за втор мандат да доработи? Не би. Сакам да кажам дека е успешен дечко, така да сум задоволен. Има ли промени во центар, еве конкретно? Па добро, секако дека се гледа, мислам, со самото негово доаѓање, многу се осети, ќе речем, прогрес во центар. Додека нешто конкретно не би можел да кажам, ако веќе дискутираме за нова година, тука сум изненаден, мислам, че дека многу повеќе очекував за околу китењето, што ќе речем, градот. Тука сум малку изненаден. А зашто е тоа така, не знам. Така е, токму тоа го рекоа дел од служителите на првиот човек на центар, господинот Горан Герасимовски, за неговата досегашна работа. Почитувани гледачи, овде ќе потсетам дека и оваа емисија не е интерактивна. Во текот на целата емисија ќе имате можност и простор да ни се јавите на бројчето кое што гледате овде на вашите мали екрани, да ни се вклучите директно во студио и секако да поставите прашање до вашиот градоначалник. Господине Герасимовски, како ќе прокоментираме оваа кратка анкета? Интересно. Иако и предходните емисии што ги гледав од предходните мои колеги, ги слушаме сличните критики кои што ги имаат граѓаните, а тоа е хигиената. Така, на прво место чинам. Која што е по целосна ингеренција на град Скопје, односно самите контейнери кои што, ако паметите, па имаше еден период кога не се чисте истите, па ние градоначалниците се обединивме и секој бараше начин како да го решава проблемот. За жал, измешаните ингеренции кои што граѓаните не ги знаат, ни се наш товар. Но тука не застануваме и тоа не значи дека треба да ги вкрстиме рацете и да кажеме не е наша ингеренција и да ги оставаме проблемите кои што не се наши, односно се под ингеренција на градот. Секогаш бараме начин како општина да им искочиме пресред на граѓаните и наоѓаме начин и овие проблеми кои што некој не ги санира, ние да ги решаваме. Верувам дека исто да го прават и останатите мои колеги од град Скопје. Така, вие го правите тоа, неудамна чистевте кај изгеит во тој регион таму, за чистотата и хигиената нешто подоцна ќе кажем исто така. Она што е интересно за вас како прв човек на една општина е тоа што постојано имате брифинг со новинарите, односно сте отворени и достапен токму до медиумите. Јас ќе ве пофалам дека имавме одлична комуникација токму и за оваа емисија. Колку е важна комуникацијата со медиумите токму за локалните проблеми, локалните теми, за сето она кое што го засега, нели, локалното население, како први луѓе на општините? Имаме одлична соработка со сите медиуми и така ќе продолжиме во наредниот период. За да бидеме транспарентни, отчетни, треба да бидеме достапни до сите, вклучувајќи ги на прво место новинарите, каде што ќе даваме информации за сето тоа што е сработено и за сето тоа што планираме да го сработиме како општина.
и затоа сме биле и ќе бидеме секогаш целосно отворени за што подобра и поголема соработка со медиумите. Во делот на инфраструктура, кога говориме, велите дека во овие нешто повеќе од 3 години мандат оставивте проекти, инвестиции кои што оставивте проекти за сите следни генерации во наследство. Што точно се случи во овие 3 години, кои поголеми капитални проекти се случија во центар? Од капиталните проекти кои што ги имаме ветено, како што и нагласив, скоро 75-80% се реализирани, останати се уште 1-2 кои што планираме следната година да ги отпочнеме. При крај сме, односно завршена е, верувам дека јануар-февруари ќе отвориме новата градинка во пролет. Една ултрамодерна и убава градинка, каква што до сега нема во држава. Градинка која што може да се пофалиме дека во истата се држат предавања од страна на одредени факултети на студентите. Градинка која што ги запазува сите европски модерни услови за нашите најмали, односно нашите дечиња. И не само таа, сите градинки, слободно можам да кажам дека се многу подобри и од приватните градинки, а и многу поевтини од приватните градинки. Имаме одлични услови, но и одличен персонал во самите градинки. А дополнително ја направивме доградбата и изголемување на капацитетите во училиштето Коле Неделковски, нешто што се чекало повеќе од 50 на години. Спроведовме ново лето осветлување во општината. Го оформивме предпријатието Енергија Центар за производство и продажба на електрична енергија. Отпочнато е поставување на фотоволтаици на дел од нашите објекти. Го отпочнавме реконструкцијата на нашата сала, на нашиот најтрофен клуб работнички, нешто што се ветувало многу во минатото, така, но велите, по 50 години започнува комплетна реконструкција. Започна ли официјално? Започната е, поделена во 2 фази. Успеавме да обезбедиме финансиски средства и од минатата влада, но и од оваа влада за да ја завршиме истата. Планираме дека до септември, октомври најдоцна ќе биде завршен и тој проект. Направено е идејно решение за нова општинска зграда, еден поголем капитален проект кој што планираме да го отпочнеме, здравје Боже, следната година. За кој што имавте конкурс, за како би изгледала? Токму така, истиот уште не е испромовиран, имавме некои поплаки и жалби од страна на одредени лица, верувам дека тоа во текот на оваа недела ќе се заврши и комисијата која што ги избра 3 наградени најдобри примероци, верувам дека ќе набрзо и ќе ги промовирам истите. Кога е предвидено центар да добие нова општинска зграда? Планираме да конкурираме во фази, по фази, односно да го поделиме самиот проект. Таму е планирано подземно планирање на 2 нива, од Орце Николов до Илинденска на целосната парцела на општината. Да има подземно паркирање, но и 2 згради. Едната да биде општинска и една биде зграда која што општината би ја издавала или би ја продала. Но првата фаза, подземното паркирање, планираме да аплицираме на новиот повик кој што ќе го има владата и од таму да обезбедиме финансиски средства за отпочнување на овој капитален проект. Најавивте еден голем парк за рекреација и прошетка во Капиштец. Да, ги заборавив и парковите. Инвестираме доста во зеленило во општината. Во моментов е околу 60% завршен тој проект во Капиштец. Тоа е едно хортикултурно уредување во тој дел од Капиштец, од Зебра до другиот парк Капиштец, кај црвените згради до завод за обработување. Се менува целосно зеленилото, се прават нови патеки, се менува урбаната опрема, се поставаат нови реквизити на детските игралишта, еден поголем проект кој што е планиран неколку години на нас. Остана ли некоја улица во центар за реконструирање? Остана уште неколку. Ке да неколку. работите ли се во... Остана уште неколку, планираме да ги достредиме следната година. Како што нагласив, осветлувањето е при крај со завршување, треба да се стават и паметни ормари за самото осветлување, каде што нема да се случува да има сијалици кои што не светат, поради тоа што истите ќе бидат директно во програм и ќе имаме целосна контрола доколку негде не свети, истото ќе се санира за многу брзо и кратко време.
Имаме многу проекти, поготоа го напомена и проектот за повозрастни. Нашата грижа е сконцентрирана за најмладите и за иднината на нашата општина и држава, но и за нашите повозрастни жители, за кои што имаме многобројни проекти од општината. Владата излезе со поддршка и финансиска помош за скопските општини. Добили нешто центар и колку Да, во конкуриравме финанси? со два проекти. Ја напомена втората фаза, односно реконструкцијата на салата работнички, 90 милиони денари. Не добивме финансиски средства кои што беа побарани исто за хортикултурни партнерно уредување во делот на зелениот пазар, но верувам дека со наредниот повеќе добиеме дополнителни финансиски средства за реализација на што поголеми капитални проекти за општината. Уште еднаш ќе го споменеме вандалското однесување на група малолетници кој што одекна во јавноста. Тоа не беше целта. Да. Но што се превзема? Самите снимки пристигнуваат директно до мене од страна на одговорни жители и жители кои што беа вознемирувани од страна на делеквенти, буквално, низ општината. Истите се целосно доставени до Министерството за внатрешни работи. Дел од лицата, како што имам информација, и се повикани на информативни разговори. Верувам дека МВР ќе си го заврши тој целосен процес. Дополнително имавме неколку средби и со поголем број на родители. Имавме вандализам и лошо однесување од страна на одредени малолетници во делот на Дебар Мало минатата година. Во соработка со МВР имавме зголемен број на полициски службеници, голем број на контроли на точки каде што има најголема фреквенција на луѓе и млади, за да го намалиме тоа деликвентно однесување од страна на одредени лица во општината. Тоа успеваше со зголемениот број на полициски службеници, со дополнителни обуки кои што ги имаме по училиштата за децата, за родителите, со одредена кампања која што имавме изминатиот период за да подигнеме свеста кај сите. Преминуваме на еден друг сегмент, спортски настани, спортски активности во општината. Постојано сте помеѓу немладите, помеѓу спортистите. Се случува ли спорт во центар? Да, инвестираме многу. Кошаркарскиот клуб работнички е под капата на општината, таму се инвестираат доста средства. Како што напоменав, ја почнавме и реконструкцијата на салата. Клубот беше со огромни долгови кои што сега ги намалуваме. Во петок имаме баш и совет, дел од советничките прашања и дел од спортот. Искрено имаше, со самите советници имам големи замерки. Во делот на тоа како се трошат парите во Кошаркарскиот клуб работнички. Утре сето тоа верувам дека директорот на клубот заедно со тренерот ќе си донесат извештај за сработеното. Инвестираме многу и во младинскиот клуб, има часови по спорт, односно кошарка во повеќе општински, односно скоро во сите 8 центарски училишта, но и помагаме и останати спортски клубови кои што се регистрирани во рамките на општината. Тоа ќе го продолжиме и во следната година. Да, Лига Центар. Да, заборавив да ја споменам. И еден од најдобрите настани кои што ги имаме во општината, каде што нашите ученици од 8-те центарски училишта се надпреваруваат во повеќе спортови, фудбал, кошарка. Одбојка, шах. Токму така. И еден одличен настан кој што од година во година го подобруваме. Так. Следната година ќе одвоиме и повеќе финансиски средства за истиот. Имате доста успешни каратисти, имате кикбокс, Силвио Мировски, момчето кое што освои златен медал, исто така. Како општината ги поддржува овие млади, талентирани спортисти, деца секако, можеби со стипендии? Со многу стипендии кои што ги даваме, не само за спорт, и за наука, и за култура. Така, чином неодамна доделивте. Од година во година ги зголемуваме истите. Во делот на наши познати спортисти бараме начин да дополнително преку програмата спорт да ги субвенционираме истите. И тоа го правиме секоја година, од година гледаме и да ги подобруваме условите и зголемуваме финансиските средства. Колку како прв човек потребно е да се биде дел од сите овие настани, случувања, спортски манифестации и поддршка токму на клубовите во општината? Секојдневно со граѓаните Наоѓате ли време? И за граѓаните.
поради тоа што истите не бираат и нашата грижа треба да биде целосно за нив. И за тоа ги вклучуваме и во буџетските форуми, за заедно да го правиме буџетот и програмите, за заедно да ја развиваме што подобро и по општината. Тоа го правиме изминатите 3 години, тоа ќе го правиме и наредната четврта година. Мораме да наоѓаме време чим сме се нафатиле на оваа функција. Иако нема викенд, нема празник, мора да бидеме достапни и да решаваме проблеми постојано. Во месец декември чинам дека се случија многу настани во скоро сите скопски општини, па така и во центар. Се случи Дедо Мраз кој што ги израдува со новогодишни пакетчиња, токму оние каде што бевте најпотребни. Доделивте облека и обувки во висина од 60.000 денари на дечиња од социјален ризик. Како помагате тука? И не застануваме тука и имаме и огромна помош. И сакам да им симнам капа и да им се заблагодарам и на директорките, и на наставниот кадар, но и на учениците и родителите за сите оние предновогодишни базари кои што ги организираат скоро сите училишта со така, цел тоа се хуманитарни базари? Токму така да собереме финансиски средства и да помогнеме таму каде што е најпотребно, односно на одредени дечиња за одредена болест и слично. Тоа го правиме изминатите неколку години и се одлични активности за кои што искрено сакам да им се заблагодарам и на директорките, наставниот кадар, но и на родителите и учениците што целосно се вклучуваат во истите. Има огромна посетеност, моите деца учат во основното училиште Коле Неделковски, пред прошлата или препрошлата недела и они имаа базар кој што искрено беше преубав со одлична музика, но и голема посетеност од страна на родителите и се собираат доста финансиски средства кои што на некому му се потребни. Дополнително направивме одлична акција со делот берберите во општината, каде што финансиските средства ќе ги донираме за дечињата во болниците. Договорено е да се купат пижами кои што ќе ги донираме во болниците. Сме општина која што секоја година донира од 1200 до 1500 пакетчиња, таму каде што е најпотребно. Кај дечињата со церебрална парализа, кај дечињата со Даунов синдром. Денеска бевме во посета исто кај дечињата, односно има и повозрастни со потешкоти во развојот. Донираме секаде и тоа е човечки и ќе продолжиме во следната година. На кој степен инклузијата во центар? Вие објавивте лични примери со токму таква категорија на лица, чинам дел лични приказни кои што ги посетивте? На високо ниво грижата е моја и на тимот на луѓе околу мене и така ќе продолжиме со поголем број на проекти во текот на следната година. Така, вие сте присутен на настаните со дечињата, меѓутоа и тие ве посетуваат вас. Да. Ве посетуваат основците, имате час по локална самоуправа. Што најчесто ги интересира дечињата за работата на градоначалникот? Колку е тешко да се биде градоначалник. Дали не исполнува тоа што го работиме? Која била желбата и иницијативата да се кандидираме за да бидеме први луѓе во општината. Да, детските умови се навистина љубопитни. Да, но имаат и одредени барања. И кога доаѓаат се договараме да покрај што имаат председател на клас, да изберат и градоначалник и совет и во текот на годината да ни доставуваат програма со нивни потреби и идеи кои што ние треба да ги реализираме. Така и да се чуе нивниот глас. Има многу интересни прашања искрено на тие дружби кои што ги интересираат младите, но и нас не восхитуваат како они размислуваат. Како размислуваат дечињата. Така е, кога говориме за детските градинки, кога говориме за училиштата, несомнено е да споменеме какви се капацитетите токму во овие установи во општина Центар. Да, интересно прашање, тоа го дискутиравме и на буџетските форуми и бараме начин како секогаш да ги подобруваме резултатите, односно начинот на функционирање на нашите градинки. Можам да се пофалам дека имаме најдобри услови во градинките, редовно се одржуваат. Секогаш нешто фали, не велам не, но поготово во дворовите и во училиштите, но и во дворовите. И се пофаливте дека имате и најмодерни градинки. Што значи најмодерна градинка? Енергетски ефикасни, реновирани скоро секоја година. Фотоволтаици?
Фотоволтаици имаме во една градинка, сега планираме да почнеме да ги поставуваме во другите градинки, во Кочорацин, една од клоновите на градинката Кочорацин, и поставени се фотоволтаици на училиштето Киро Глигоров. Многу време изгубивме со самото регистрирање на предпријатието, скоро 2 години, поради тоа што не знае искрено и како да не го регистрираат централен регистар и така натаму. Многу средби со Евана, успеавме да го регистрираме, сега ни треба време и да се приклучиме во систем и да добиеме лиценца. Неколку месеци ја чекаме од кога се поставени фотоволтаиците да ни ги одобрат лиценците и да ги префрлиме броилата кои што се во училиштата на самото предпријатие, ќе успееме во тоа, кој ќе првите чекори се тешки, потоа Колку дечиња верувам чекаат дека за опис во градинка во центар? Сите деца кои што се од општина Центар се приоритет за упис во нашите градинки. И немаме проблеми со уписите и нашите центарски деца не смеат да чекаат за упис во нашите центарски градинки. Дополнително упишуваме деца и од други општини, поради тоа што имаме и добри капацитети и можности да се упишат и дечиња и од други општини. Баш тоа го говоревме да го вметнеме во новите програми, а тоа е да водиме поише грижа за нашите центарски деца и воведеме неколку мерки за подобрување на условите. Да не плаќаат самохрани родители кои што имаат пониски примања, а врз основ на тоа дечињата кои што не се од центар да имаат мало символично накачување во нивната месечна цена. Тоа го размислувавме, го говоревме, ќе видиме како ќе го договориме и со самите советници кои што треба да го гласаат, но го говоревме претходно и верувам дека за истото ќе бидат согласни сите. Условите во нашите градинки, слободно можам да кажам, се на највисоко ниво и нашата грижа и за градинките и за училиштата од година во година е на највисоко ниво. На 100 семејства доделивте и по 7.000 денари од новороденче. Да. За новороденче. Како општината ги помага на Општината овите родители? доделува 7.000 денари за сите новороденчиња во општината. Дополнително доделуваме, сакаме да подигнеме свеста, говорам за добри проекти и за финансиски средства и за велосипеди и тротинети. Така. Имаме финансиски средства за кровови, лифтови и фасади. Втора или трета година доделуваме финансиски средства на пензионерите 2500 денари во месец декември на пензионерите што взимаат пензија до 23.000 и нешто, сега не ме фаќате за збор. Така, во социјален ризик. Да. Имаме одлични проекти за повозрастните, го спомна проектот Хуманост, каде што посетуваме 90 на домаќинства на наши повозрастни жители во општината на кои што имаат потреба од грижа, а тоа е во делот на социјален работник, физиотерапевт, луѓе кои што неколку пати во текот на неделата ги посетуваат домаќинствата и им помагаат во нивното секојдневие, па дури во купување лекови, пазарење и така натаму. Интересно за општината е тоа што нуди бесплатна поддршка од психолог, социјален работник. Чинам дека и тоа го подистражив за вас. И тоа дополнително и правни работи. И правник, така? Колку се охрабруваат граѓаните да комуницираат со тие луѓе? Кои што можеби и наша грешка што не се толку многу запознаени жителите, поради тоа што не толку многу се збори. Треба да имаме кампања, поголема кампања, јас се наоѓам тука како забелешка дека многу малку говориме за тоа што го работиме и за сите проекти што ги имаме. Наредниот период ќе вложиме што повеќе труд да ги запознаеме жителите за сето тоа што го нуди и што го прави општина. А колку се охрабрени, колку пристапуваат? Па пристапуваат. Ние сме општина која што секој вторник и четврток имаме отворени денови за граѓаните. И буквално од 9 до 11 часот нашите колеги примаат странки, односно примаат жители кои што имаат потреба да се обратат до општината и искрено има голем одзив, односно голема посетеност од страна на жителите. И доаѓаме до најгорливата тема за граѓаните, хигиената и чистотата. Што се случува во општина Центар? Зошто толку поплаки за хигиена? Општината е најфреквентна. Во општина Центар фреквенцијата е многу поголема од сите општини во државата.
Нормално кога има зголемена фреквенција на луѓе да има проблем со хигиена, со паркирање, со загаденост и така натаму, но наоѓаме начин да сето тоа го санираме. Имаме најголем број на хигиеничари во општината, 110 хигиеничари кои што се грижат за внатрешните центарски улици, не и за булеварите кои што се под капата на градот, не и за континерите кои што се под комунална хигиена, но бараме начин да сите тие услови се подобруваат. За прв пат минатата година купивме и цистерна во општината за да ги переме и у центарските улици, но и наводнуваме зеленилото низ општината. Грижата во делот на хигиената е на високо ниво, но тука треба и поголема соработка со градот Скопје, односно и градот да се вклучи за да ги подобрим условите за хигиена во општината и во градот. Како се справуваат со дивите депонии, со отпадот? Одвојуваме многу финансиски средства, имаме неколку локации каде што постојано се прават диви депонии. Одвојуваме доста финансиски средства за истите да ги санираат и имаме доста повици до граѓаните да сите се грижиме за јавното добро, за хигиената и чистотата во општината и сите да го депонираме сметот таму каде што треба. Пошумувате ли се? Да, садили правиме зеленила во центар? паркови, сега почнуваме и со зазеленување во општината, вложуваме доста финансиски средства и во тој дел да имаме што позелени површини во Имавте општината. една екоакција отпад по повоќе 13 октомври, меѓународниот ден на електронскиот отпад. Да, и Колку се ги чести ваквите едуцираме екоакции? неколку пати во годината се спроведуваат. Целта ни е да ги едуцираме нашите млади уште од мали нозе за тоа како се селектира, каде се фрла одреден отпад, како сите заедно да се грижиме за што поубав и почист центар. Вие бевте еден од градоначалниците кои кажавте јавно дека ни е потребен закон за комунална полиција. Што значи тоа? Тоа значи Дека не е потребен закон. истиот треба што побрзо да се Каде е поведе. процедурата? Па малце е комплицирано тој дел поради тоа што треба да се сменат повеќе закони. Но јас секогаш кажувам, ние сме иницијатори на повеќе законски измени како општина и како правен тим од општината, но и како дел од инспекција. Нашиот раководител на инспекција е и човекот кој што го пишувал предлог законот пред неколку години. И затоа иницијативата ни е на многу високо ниво и стоиме на располагање со тим на луѓе од општината да помогнеме во креирање на и дополнување на законот кој што го спремаат за комунална полиција. Нешто што не е неопходно што побрзо да како проект го реализираме за подобрување на условите за живот не на центарци, туку на сите граѓани во градот Скопје. Доаѓаме до мојот умилен дел, а тоа е делот за културата, за културните манифестации, настани токму во центар. На самиот почеток на разговорот кажавте дека имате доста финансии кои што ќе ги пренамените, ќе ги пренасочите во делот на културата и сето она кое што културно ќе се случува во центар. Се случи джез фестивалот, за утре веќе имате друг настан кој што го најавувате, музика ќе се случува исто така. Да. Што ќе се случува утре во центар? Неколкукратно е зголемен буџетот изминатите неколку години. Тоа значи дека со зголемување на финансиските средства имаме реализација и на многу проекти. Под капата на општината е Јадро, културен центар Јадро, кој што заедно со општината дополнително креира и реализира поголем број на културни настани во општината. Да, вчера имавме джез под лампи, утре имаме... Ние обично славиме неколку дена порано Нова година. И обично таа е на 25, 6, 7, 8, неколку дена пред новата година. Оваа нова година ќе имаме диџеј, ќе свират Нокаут бендот. Ги повикуваме да искористиме приликата и сите жители кои што сакаат добра музика, добра забава и добра дружба утре да не посетат на Боемска улица за да заедно се забавуваме и испратиме оваа прекрасна година. Настанот ќе почне од 20 часот и ќе трае до ноќните часови, односно до 12 часот по полноќ. Повторно ги повикуваме сите на одлична забава. Во делот на културните настани имаме и концерт кој што го правиме, нешто што ќе остане, веќе трета година. Така, кој што се случи и оваа година. Одличен настан на општината, но и многу други настани заедно со нашите дечиња од основните училишта. Како општина имаме поставено бина во паркот на Франкофонија, кој што е под капата на општината, само тој дел од паркот.
и правиме многу културни настани во тој дел. Самата бина е бесплатна за користење, сите што сакаат да прават било каков настан, општината дозволува да ги подобруваме, избогатуваме културните настани во самата општина. И новогодишен базар на книги, а јас морам да ве пофалам дека бевте и присутен на промоцијата или покровител, секако на нашата Ксенија Николова, писателката која што ја поддржавте како општина, нели, за незиниот најнов роман Зад маските, се случи новогодишен базар на книги, се случи средба, нели, и со авторката. Колку се значајни ваквите настани, колку луѓето ги сакаат токму овие средби со ваквите луѓе од општината? Се што е добро, бараме начин да го поддржиме како општина. Одличен проект, сакаме да младите што повеќе читаат, но и да им створиме навики за читање. Ксенија е одличен писател. Се служувам со вас. Одличен пример за млад човек, како да ги насочуваме младите да вложуваат во себе, да што повеќе читаат, но и да пишуваат. Морам да кажам дека е еден одличен настан кој што го имавме заедно со Ксенија, но и се шалев на самиот настан, викам, Ксенија, нашите ученици ти седија. Има преубави прашања, искрено бевме и зачудени како размислуваат младите. Значи, имаше прашања од типот кои се причините за да почнете да пишувате, која е вашата најдобра книга, што е тоа што ве мотивира, од која возраст сте почнале да пишувате. Значи, многу убави интересни прашања кои што искрено бевме зачудени да нашите мали ученици толку така. Мали деца. Поддржавте настан за поддршка на ментално здравје, за жени жртви на семејно насилство, исто така како дел, нели, од сите оние настани кои што се под покровителство на општината Центар. Имате постојани семинари и обуки за вашите вработени. Што друго ќе се случува во следната година? Во сегашните програми вметнуваме многу финансиски средства во тој дел. И за семејно насилство, но и за користење на опијати, опојни дроги, алкохол и така натаму. Да има што поголем број на предавања во училиштата, но и кај нашите повозрастни жители. Како општина одвојуваме големи финансиски средства во тој дел и ќе продолжиме наредната година со уште повеќе средства. За што поголем број на такви проекти. Така, ќе успеете ли да завршите се во ова малку помалку од една година мандат која што ви остана? За овие 10 месеци верувам дека можеби нема све да завршиме како проекти што го имаме планирано. Задоволни сте ли? Но верувам дека ќе ги отпочнеме проектите кои што сме ги ветувале. Искрено сум задоволен од сето тоа што заедно го сработевме јас и мојот тим на луѓе во општината. И оваа последна година ќе дадеме се од себе да ги реализираме, како што напоменав, сите оние проекти кои што се ветени, можеби не целосно, но ќе гледаме да ги отпочнеме истите. Имаме еден дел социјални мрежи и прашања од социјални мрежи токму за нашите градоначалници и моите гости. Еден од нашите гледачи или следбеници на социјалните мрежи вели дали би се вовел систем во строгиот центар само за пешаци, односно строгиот центар да стане пешачка зона како во модерните европски градови. Таков предлог имаше и претходниот градоначалник на град Скопје, господинот Петре Шилегов, за затварање на најстрогиот центар. Но тоа не се реализираше од сегашната градоначалничка. Ние имавме идеја и ја разгледувавме истата и бараме начин како да ја реализираме, тоа е затварање на Дебар Мало и правење на пешачка зона. Малку тешко иде поради тоа што има голем број на возила од самите жители, но и правење на идеално сообраќајни решенија по самите улици. И јас би сакал да што поголем дел од центар изнајдеме начин заедно со СВР и биде затворен и претворена пешачка зона, но тоа што го правиме како општина и јас како градоначалник, да секоја нова улица која што ја правиме, да ги зголемуваме капацитетите, односно самите тротоари за пешачење, воведуваме пешачки, велосипедски патеки и подобруваме условите за паркирање. Ке се кандидира ли Герасимовски за прв човек по втор пат во центар? Кои се вашите амбиции?
цел и приоритет ни е да ги завршиме проектите овие 10 месеци. Тоа што е ветено да го реализираме и подобрим условите за живот на граѓаните. Преку оние анкети кои што ќе бидат спроведени, ќе го слушнеме гласот на граѓаните, како они ќе оценат, така и ние ќе постапуваме. А гласот Доколку на граѓаните сметаат дека треба да се кандидираме, секако дека ќе се кандидираме за втор мандат. А гласот на граѓаните е најгласен и е оној кој што одлучува. Токму Секако. Ќе ви посакам успешна работа, успешно да си го завршите овој мандат, да си оправдате довербата кај граѓаните, оние кои што вие дали истата да бидете прв човек на општина Центар. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана, токму во Скопје ми е дома да поразговараме за општина Центар, за центарот на нашиот главен град. Беше чест, ви благодарам на поканата, сакам да им посакам многу здравје, успешни брекетна година на вашите гледачи и повторно и нив, но и вас да ве поканам утре на преубава музика и одлично дружење. Така, ви благодарам за поканата, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се благодарам што и овој четврток бевте токму со нас. Разговараме за општина Центар со првиот човек на општината, градоначалникот Горан Герасимовски. Отворивме повеќе прашања за повеќе реализирани проекти за сето она кое што следно ќе се случува токму во општина Центар. Можете утре исто така да си го посетите Центар, да уживате во убава македонска музика, во еден убав музички хепенинг кој што ќе се случува во центарот на градот, секако еве на покана и од првиот човек на општината. Со ова ја заокружуваме 2024 година, со Скопје ми е дома. Јас ќе ве поздравам, ќе ви посакам среќна нова, многу успеси, здрави, живи, да се видиме и во новата 2025 година, која што веќе ни е на прагот. Се гледаме наредната седмица. Бидете поздравени. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно